Лесковица, не се гледаш ти. Каков пат има до таму? Има асфалт. Последните неколку километри нема асфалт, али не е страшно. Ќе собереме така некој кон нас. Те не романтично, река има, одгледуваат кумпири и кози. И се усилиме, после тоа и други ќе почнат, ќе се средиш, шо? Да. Ден први. Тргнуваме од Скопје. Ги поминуваме селата Долно и Горно Количани, Црвена вода и Алдинци. Се упатуваме кон планинарскиот дом Караџица, каде што планираме да спиеме првиот ден од оваа наша прошетка низ Македонија. За неполн час возење стигнуваме до Преслап, место каде што правиме мала пауза и каде завршува лошо одржуваниот асфалтен пат во должина од 19 километри. Од тука може да се стигне до планинарскиот дом Караџица со 3-часовно пешачење преку прекрасната природа, поминувајќи ја Кадина река и селото Алдинци. Ние продолжуваме по шумскиот пат уште 17 километри со лада нива, која одлично се покаже на ваквиот терен. Домот се наоѓа на 1450 метри надморска височина на падините на планината Мумџица, кој е дел од планинскиот масив Јакупица, позната и како Мокра планина. Домот е пуштен во употреба во 1950 година. Има 65 легла и се она што е потребно за пристојно сместување. Филип е оној кој ќе се грижи за домот следните неколку дена. Околината на домот е живописна и одлична за прошетки. Погледот од терасата е на планинските врвови на Јакупица со невисокиот врв Солунска глава со височина од 2540 метри. Време е за малку опуштање. Утре не чека напорен ден. Ден втори. Планината е пред нас. Се сочивме со тоа дека треба да искачиме. Ајде, Филип, поздрав. Ќе се видиме. И лесен некој пат. Може на враќање пешки ќе се враќа. Како сакате, кога сакате. Планираме да ручаме на бегово поле и за понатаму ќе видиме. Поминуваме по интересен предел. По пат сретнуваме по некој собирач на плодови или па некој човек кој се грижи за добитокот. Правиме пауза на споменикот посветен на екипажот на рускиот транспортен авион кој се има урнато овде во 1992 година. Секоја наредна гледка е поозбудлива од претходната. Стигнуваме до бегово поле. Гледката е величинствена и единствена. Огромна зелена површина проткаена со понекое стадо овци.
Нишо унатре, брат, напуштени. Правиме одмор кај некогашниот планинарски дом Иса Крусо. Во последниве години во месец јуни овде се организира забава на отворено со цел популаризирање на планинарството и промовирање на овие природни убавини. Бегово поле представува карстен предел кој се наоѓа на 2000 метри надморска височина. Водата овде не се задржува. Понира и ги храни подземните водотеци. На врвот Солунска глава, која се издика над оваа висоравнина, изградена е метеоролошка станица и објект на армијата на Република Македонија. За името Солунска глава постојат повеќе легенди и приказни. Една од нив е дека од тоа место некогаш се гледала светлината од Солун. Ги запознаваме луѓето кои секоја пролет доаѓаат овде од велешкото село Јаболчиште и остануваат до есента грижејки се за стадата овци. По направената пауза продолжуваме понатаму. Се поздравуваме со нашите врсници, ветувајќи им дека следниот пат и ние ќе се вклучиме во фудбалската игра. Но која е целта на ова патување и од каде потекнува идејата? Пред 40 години, во 1969 година, двајца пријатели оделе по истиот пат и своите доживувања ги забележувале во еден прекрасен патопис. Тргнувајќи од Скопје преку Солунска глава и Крушево, поминувајќи преку Пелистер, стигнале во Преспа. Ние ќе се обидеме да поминеме барем дел од она што тие го поминале. Извадок од дневникот на 8.7.1969 година. Во Бегово ручавме. Се сретнавме со луѓе кои се бават со преработка на сирење. Беа доста срдечни со нас, дали од онаа дивина во која живеат со месеци па се желни да со некого бар на час поразговараат. Направивме неколку снимци и им ветивме оти ќе им ги спратиме сликите. После одмор од половина саат и изворедната вода, продолжуваме на последната денешна тура. Време е за качување повторно. Планираме да спиеме кај другите бачила кои се распространети по Солунско поле. Таму не сме биле. Ова е наше прво одење. Се качуваме нагоре по суров и карпест предел. Магарињата се од голема корист за овчарите, носејќи им го товарот нагоре. Снег во јули. Солунска глава е над нас. Ја оставаме и се спуштаме кон Солунско поле, да најдеме добро место за да го поставиме шаторот. Ранците ни се тешки, а и веќе сме уморни. Значи вечерва ќе спиеме на 2200 метри. Са бајле во 5. Ја обично на вакво место мислам на Вселената и ќе почнеме такви дебати
Ама секогаш се завршува као ај на спиење, да не полемизираме. Звезденото небо се пресликало на жарта. Ден трети. Утрово дува силен ветар. Одиме кон село Белица. Картата е вака. Тие сме сега испод Солуска, а Белица е тамо. Онде ништо нема доле. Тамо доле има кота една ниска 1200. Немаме детална мапа во поголем размер и не сме целосно сигурни од каде треба да одиме. Ладно. Но тоа не спречува да уживаме во интуицијата. Само се прашуваме како ќе не дочекаат овчарските кучиња. Младото овчарче ги смирува кучињата и ни го покажува стадото овци. Тој е тука поголемиот дел од летото, а од време на време се симнува долу во далеченото село Јаболчиште. Извадок од дневникот од 69-та година. По пат сретнавме некои овчари кои не упатија на прав пат. Ке се спуштиме до село Белица. Првите 3 часа пешачевме многу добро, но потоа почна едно проклето спуштање. Ово преден план е Цува планина, по позадина ја гледаме Шар планина, а таму морфолошки се наврзува и кораб. Може некој само да замисли такво нешто, но ни приближно од она што ние го минавме. Полни 3-4 часа спуштање на стрм терен и до 40 степени. По 2560 метри нагол спуст на некаде под 1000 метри. По пат доста пцуев, што не е моја особина. Одиш и само одиш, а од спустот го осеќаш ранецот како подрипнува на грбот. Одгоре го гледавме селото, мислиш ти е на дофатна рака, а е се подалеку. Се изморивме многу. И ние се изморивме. Стигнуваме во селото. Во негова непосредна близина се наоѓа голем извор, од кој извира Беличка река која представува најголемо богатство за селаните. Водата се пие директно од река. Селото Белица се наоѓа на надморска височина од околу 600 метри. Во него живеат 50 на жители. Во минатото голем дел од селаните се занимавале со смоларење. Се наоѓаме во поречието. Област за која велат дека и предстои популаризирање како интересна туристичка дестинација во нашата земја. Селската продавничка е одлично место за освежување и одмор и информирање за превоз. Продавачот и неговиот син се интересираат за нас. Им раскажуваме за нашето патување. Седиме покрај реката под длабоката ореова сенка и чекаме да дојде часот кога комбето доаѓа наваму. Сакаме да стигнеме во Крушево уште денес. Додека чекаме, еден човек ме води да ми ја покаже некогашната воденица, каде што имало и валавница за јамболии. Се упатуваме кон местото каде што треба да чекаме превоз. Тука е изграден најголемиот рибник во Македонија. Комбето вози секој ден од македонски брод до Самоков и обратно. Одлична можност да го видиме и ова мало место кое го знаеме по тоа што во негова близина се наоѓа воено-индустријски комплекс кој денес не работи. Сега нема, се. Нека се печат. Ајде бе, брат. Југо со стара лада.
Фичото станува наш омилен автомобил, а особено ако е на плин како ова. Овој добар човек некогаш работел во фабриката во Самоков, а денес се занимава со собирање на шумски плодови и печурки. Се упатуваме кон Прилеп, а отаму планираме да продолжиме со такси кон Крушево. Ден 4. Крушево. Убав ден за на пазар. Крушево е највисокиот град во Македонија и на Балканот. Се наоѓа на надморска височина од 1350 метри и има амфитеатрална форма. Оддалечен е 35 километри од градот Прилеп. Се оформува кон крајот на 18 и во текот на 19 век. Денес градот брои 5330 жители. Автентичната архитектура, местоположбата и богатото културно-историско наследство придонеле Крушево да прерасне во значаен македонски туристички центар. Сместени сме во приватна куќа. Во една од просториите сопствениците имаат мала, но бројна галерија на икони. Се упатуваме кон споменикот Македониум. Го посетуваме гробот на Тоше Проевски. Тука постојано доаѓаат луѓе да се поклонат, да запалат цвеќе и да одадат почит. Споменикот Македониум е посветен на Илиденското восстание и народно-ослободителната борба. Изграден е во 1974 година по проект на скулпторот Јордан Грабуловски. Споменикот ја означува непокорноста, борбата и вечната стремеж на македонскиот народ за слобода и самостојна држава. Во куполата се наоѓа гробот на Никола Карев, македонскиот револуционер и водач на Крушевската република. Се упатуваме кон малото вештачко езеро кое е во непосредна близина. Ги запознавме овие љубопитни девојки кои дошле од Русија во придружба на своите пријатели и учесници во парагледерскиот надпревар кој е во тек овие денови во Крушево. Температурата на водата не представува никаква пречка за овие северни убавици. Пиеме пиво во Крушевската чаршија, се поздравуваме со нашиот домаќин Габел и продолжуваме понатаму. Планираме вечерта да ја поминеме во револуционерното село Смилево во Демирхисарскиот крај. Во Демирхисар, градче со само 2500 жители, фаќаме автомобил и Смилево е веќе пред нас. Најдобар начин за информирање за селото, за оној кој доаѓа прв пат, е да купи нешто од селската продавничка и да седне на опуштен разговор со селаните сред село. Селото Смилево се наоѓа на 880 метри надморска височина и е оддалечено 10 километри од патот Демир-Хисар-Битола. До почетокот на 60-тите години Смилево броело речиси 1200 луѓе. Но повеќето од нив го напуштиле и денес има околу 350 жители. Смилево е познато по Смилевскиот конгрес, кој се одржал на почетокот на мај во 1903 година. Под големо обезбедување,
во Смилево се собрале представници на Македонската револуционерна организација од сите делови на Македонија. Со конгресот раководел Даме Груев и било разговарано околу деталите за кревање на Илинденското востание неколку месеци потоа. По повод 100 годишнината од конгресот, изграден е овој меморијален музеј, за да ги потсетува посетителите на борбата на нивните предци за самостојна Македонија. Се упатуваме да го посетиме споменикот на Даме Груев, кој се наоѓа во прекрасно обкружување и на само неколку минути пешачење од сред село. Даме Груев е роден во 1871 година токму во село Смилево и представува еден од најзначајните македонски револуционери. Еден од селаните ни раскажа дека некогаш дошле луѓе од Битола да го земат споменикот на Даме Груев и да го постават во Битола. Селаните се собрале со вили и ги избркале извршителите на таа срамна одлука. Тоа говори доволно за силниот дух на луѓето од ова место. Не одите десно, одите лево и само по патот. Само по патот Значи одите. цело време по големиот пат. Да. Овој добар човек ни кажува за патот кој треба да го поминеме утре за да стигнеме во Ресен. Смилевчани некогаш го користеле овој пат за да стигнат на пазар во Ресен, затоа што до Битола им било подалеку. Ноќта ја поминавме во една куќа која се наоѓа веднаш до музеот, изградена од граѓанско здружение. Куќата представува одлична основа за понатамошен развој на селскиот туризам. Денот е пред нас, а и планината Бигла исто така. Поминуваме покрај место каде што се произведува ќумур на традиционален начин. Ова е уште едно од занимањата на смилевчани кои најмногу се познати како добри мајстори ѕидари. Некаде низ овие шуми, некогаш минувал и римскиот пат Вија Игнација, кој ги поврзувал Рим и Константинопол, оставајќи свежи културни влијанија по околните населени места. Стигнуваме до изворот и правиме мала пауза. Од тука продолжуваме нагоре и излегуваме на отворен простор на сртот на Бигла, чиј врв голем камен е висок 1656 метри. Од тука се нуди широк поглед кон Преспанската котлина. На подножието на планината го гледаме селото Златари, кое треба да биде нашата следна станица и Ресен понатаму во далечината. Флората на Бигла е богата. Комбинацијата на мирисите кои се шират од овие билки е уникатна и е дар за секој што поминува одовде. Доста улицка кори. Се спуштаме надолу. Патот поминува преку дебела букова корија. Ова е последниот дел од ова наше патување. Возбудата расте. Се доближуваме кон Златари, планинско преспанско село. Одиме сред село и бараме продавничка. Време е за одмор после такво пешачење. Потемно се надеваме дека Илио, нашиот пријател, е во неговата викендичка. И така е. Браво. Јас сум Александар. Не нагостува со прекрасен чај и ореви. Му раскажуваме за местата од каде што поминавме овие денови. И тој шета по планините. Разговорот не води кон неговите се уште необјавени литературни творби инспирирани од селото и убавата природа наоколу. Кога погледот ми летна по сите падини и врвови на планината поблиски и подалечни, а потем се нурна прудолу на езерото долу во котлината
и кога го видов во сиот негов сјај, со се сите негови острови, заливи, води, дори тогаш разбрав од убавината е во целината. Стигнуваме во Ресен. Малку одмор, а потоа прошетка до блиското село Јанковец. Поминуваме покрај селската црква и продолжуваме кон женскиот манастир Успение на Пресвета Богородица, за кој се претпоставува дека е изграден пред 18 век. Во манастирот, покрај главната црква, во изградба и помала посветена на Свети Игнатиј Богоносец. Ден 6. Денес завршува нашето патување. Крајна цел е Преспанското езеро, кое се наоѓа на 853 метри надморска височина и е едно од најстарите езера во Европа и во светот. Одиме на плажа во Крани, а за да стигнеме до езерото потребно ни е долго пешачење. Не го познаваме вакво езерото. Оваа година водата е повлечена најмногу од како паметиме. Покрај и природниот фактор, за оваа катастрофална состојба најмногу виновен е човекот. Конечно стигнавме на нашата крајна дестинација. Скопје Ресен, 2009. Андреј, да се избањаме поеднаш, идеме на Преспански крап и на пиво. Пријатна е атмосферата овде во овој ресторан во село Брајчино. Ова село има одлични можности за развој на селскиот туризам. Чистиот воздух, близината на националниот парк Пелистер и Преспанското езеро, како и големиот број стари цркви наоколу го прават Брајчино да биде посебно место за одмор. Андреј, ова ќе биде за нашата следна тура. Сега нема бензин. Го слушаме езерото, Тивко говори. Земја, полна со убавини.